Ви благодарам, почитувам председател на комисија, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Еве, втор ден веќе разговараме на комисијата за уставните судии. Она што прво можеше да биде општ впечаток за граѓаните и за јавноста, дека сите и пратениците од владеачкото мнозинство и пратениците од опозицијата дефинитивно сакаат да изградиме еден систем на независно судство, кое што ќе биде одлика на еден демократски капацитет на државата. Не знаев дали да се јавам за реплика, меѓутоа изслушав неколку колеги од страна на опозицијата за конкретниот втор предлог од 9 предлога за уставни суди, поточно за професорот Родна Живковска, како е голем професионалец во областа во која што работи, односно професор на правниот факултет, и тоа е де факто така и мора да признаеме. Меѓутоа, ако сме искрени во делот на она што значи дека нашата интенција треба да биде независно судство, професионалци, мора да бидеме и искрени до крај. Затоа мојата реплика кон почитуваниот колега Дејанчо ќе биде во делот на тоа дали мисли или дали намерно или ненамерно пропушти да и соопшти на македонската јавност дека професорот Родна Живковска е донатор на ВМРО-ДПМНЕ. На 14.2.2020 година таа уплатила 25.000 денари на сметка на партијата ВМРО-ДПМНЕ. И тоа е во извештајот што е доставен од страна на тогашниот овластен Игор Јанушев, кој што е потписник на самиот извештај. Исто така е многу битно да се спомене дека незиниот син Иван Живковски е моментално претседавач на Советот во општина Кисела Вода и реално е длабоко вклучен во партиските збиднувања како еден главен експонент, односно претседател на Советот, е паралелен орган со градоначалник на една општина. При тоа влечам заклучок и сакам пред јавноста да кажам дека не се работи за аполитична особа, не се работи за професионалец кој што нема додирни точки со политиката, туку напротив, јавноста мора да знае дека професорот Родна Живковска, повторно ќе кажам, на 14 февруари 2020 година има уплатено донација на сметка на ВМРО-ДПМНЕ. Уште една работа која што сметам дека е битна за јавноста да се спомене е дека скандалозноста во делот на фамилија Живковски и, како што кажав, незиниот син, актуелниот претседател на Совет Иван Живковски во општина Кисела Вода, како претседател на Совет склучил договор со Сдруженијето за заштита на животни Лајка во износ од 50.000 денари и има додатен приход. Тоа јавноста мора да го знае, дека се работи за работа, односно обврска која што не е дозволена. Ако сте претседател на Совет, ќе биде во мирување или ќе нема во најмала рака некој моментум на судирани интереси. Затоа, почитувани колеги, ајде да се одважиме, да разговараме искрено, меѓутоа да ги кажеме сите работи на маса онакви како и што се. Ви благодарам.